со некои мали спонзорства кои што ќе ги најдеме нормално со помошта на МК. Федерација? Федерацијата, значи тие 5 години ние не добивме динар, дури во 2009 година имавме значи договор поучени од претходните 3 години со усмени договори меѓу Македонската крапска асоциација и Македонската риболовна федерација, каде што 3 години поред не ги испочитуваа и не ги исполнуваа значи договорите. Ние се решивме и се дрзнавме, може би беше дрско од наша страна, меѓутоа направивме еден писмен договор во 2009 година каде што сакавме сигурност за ветувањето од Македонската риболовна федерација. И таа година со писмен договор, они не го исполнија своето, па бевме значи приморани да ја значи по правен пат да ги своите права да си ги оствариме, така да ги остваривме исто тие права. Меѓутоа бевме отфрлени со тоа што ни ја туживме Македонската риболовна федерација, бевме отфрлени и наводно, значи не знам зошто од нивна страна, поради тоа што ние ги тужевме значи на суд, бевме отфрлени како Македонска крапска асоциација да не ги организираме веќе надпреварите. Значи беше услов или нема да не тужите, ќе продолжите да организирате, или ако не тужите, значи тоа е веќе уцена, да. Ние се тргнавме и ја бойкотираме лигата веќе трета година. Во лигата учествуваат оваа година, значи мене многу ме погоди тоа што мада се јавува и сите некои крапски здруженија во Македонија ми се јавува, па вика дај да потегнеме нешто, да се смени нешто во државата, меѓутоа тоа треба сложно, значи со некое си друго здружение, затоа и постоиме ние како здружение Македонска крапска асоциација, веќе на нашиот форум, значи, кој постои подолго време, меѓутоа последните 2-3 години нешто малку е замрен поради тоа што е специјален форум само за крапски риболов. Значи не сме ние кај нас не доминираат другите спортови како пливка, кастинг, рецимо и мушичка, да, и други значи риболовни спортови, освен крапскиот риболов. Значи тука сме малку специјализирани, значи поспецифични сме, меѓутоа во најново време сега, значи Македонската крапска асоциација си остана како такво здружение, значи не се формиравме во клуб, со надеж дека сепак ќе ги смениме значи некои работи во држава. Најново е тоа што примаме значи членство кај нас, клубови кои што се специализирани само за крапски риболов. Сакаме да направиме една така да ја наречам елитна крапска лига. Ако во Америка има НБА лига, значи во Македонија може да има елитна крапска лига, каде што сите оние што учествува од далечната 2005 па се до 2009 година во државните првенства, каде што беа значи повеќе од 10 екипи присутни на надпреварите, сакаме значи како овој надпревар овде рецимо, на овој куп се присутни 21 екипа. Значи има крапски риболовци во Македонија, не да нема. Меѓутоа треба значи да се запрашаме зошто не се пријавуваат во на државно првенство. Што треба да се преземе за да има перспектива? Па треба да се преземе прво Македонската риболовна федерација со раководството кое што го поседува и управниот одбор, треба здраво да седнат прво, да размислат зошто се пријавува таму 5 екипи, од кои 5 екипи се од нивниот управен одбор 3, а остатокот од 25, 28, 30 екипи не се пријавуваат кај нив. Значи, треба они да се запрашаат. Ние сме присутни во Македонија на вакви надпревари и ќе бидеме присутни било кога и каде да се организираат вакви надпревари и дружења и купови во организација значи на локалните концесионери или клубови што се во Македонија, ние ќе присуствуваме секако. И тука имаше некои значи некои дилеми и некои пречки од Македонската риболовна федерација, зошто овој куп да се одржува под покровителство на односно зошто да биде организатор Црн Дрим во Буништа, а да не биде под капата на федерација. Се умеша Македонската риболовна федерација преку некои нивни значи членови там на управниот и на надпреварачката комисија
еве конкретно тражејќи им риболовни дозволи. Односно не риболовни дозволи, него спортски легитимации за овој натпревар. Па ние, пошто ги штитиме интересите на сите крапски здруженија и клубови во Македонија, поднесовме едно наше барање до Агенцијата Млади и спорт со 10 прашања кои што ги засега на вистина крапските клубови и организатори на вакви натпревари. Добивме одговор. Тие одговори се присутни тука баш во писмена форма. Кој е надлежен, кој издава решение спорт на клубовите во Македонија и кој е надлежен да ги провери тие спортски легитимации и што значи натпревар под капата на македонска риболова, што значи натпревар под клубски натпревар, значи се си е децитно кажано така да немаше дилеми, меѓутоа треба активни да бидат. И медиумот како вас исто треба да биде активен, да имате повеќе дебати околу овие прашања, повеќе емисии, значи да се разгледуваат барања, значи да им се помогне едноставно и да се помогне во организацијата и во дружењето и здружувањето на овие крапски риболовци. Па еден ден можеби ќе се натпревараме сите во Македонска риболовна федерација, меѓутоа треба да ги превоспитаме, што се вика со еден збор, да не биде безобразен. Значи Македонската риболовна федерација нема никакви надлежности врз овој клуб. Не, затоа што е децитно кажано за сите спортски натпревари, за сите спортови во Македонија, дали е тоа фудбал, дали е тоа ракомен, дали е тоа крапски риболов или риболов на пливка, во организација на еден спортски клуб, риболовен клуб, убаво е кажано во Законот за спорт, дека организаторот за овие натпревари, значи ова е, пошто ова се смета за дружење или куп или натпревар, тоа е во рамките на клубот. Клубот си издава своји спортски легитимации, клубот си го организира, меѓутоа надлежна е Министерството за земјоделие и шумарство е надлежно да провери, може да дојде, дали организаторот има концесија на езерото кај што ќе биде организиран овој куп. Да, меѓутоа со барање до Министерството, значи сакам да кажам инспектори од Министерството може да дојдат само да го проверат, да ја проверат, значи дали е легален натпреварот, дали е подкрепен со некој решение, дали има дозвола и така натаму. Значи не е ништо диво. Да е така, дали е процедурата, значи како што е риболовната Македонската риболовна федерација, мислам дека требаше да биде присутна на овој куп и требаше да ја биде задоволство и чест да присуства и да го отвори, како што е, значи, во сите држави во светот, и треба да го негува и треба да ги стимулира луѓето, значи, се почесто и повеќе да прават вакви натпревари, а не да се тргне во сенка и само пари да бара. Тој систем на натпревари малку треба да се смени. Па треба да се смени. Ние во 2009, значи, претходната година беше Јужна Африка 2008 година. Таму бевме затечени сите европски екипи. Зошто ќе кажете? Затоа што на тој натпревар, таму светски натпревар, по пропозициите на ФИПС не беше, значи, ограничена прихраната на што ќе ја фрлат, нели? Едно дуо или екипа. Таму ние добивме бесплатно од организаторите по 200 килограми прихрана. Во разна прашкаста, топки и така натаму. Ние не можеме да изфрлиме 100 килограма таа храна. Африканците, Намибија и Англија 2 тони фрлија, значи од таа храна. Како нема да видат? Значи, тоа сакам да кажам, значи колку они го сватиле тоа дека е спорт, дека се натпреваруваат и дека треба да бидат успешни како во секој друг спорт. Точно. Јужна Африка 6 месеци претходно, пред значи светскиот натпревар бире во теретана да вежбаат. Значи нема зафрлање, не е ташно, па како? Бевте Англија, мислам. Да, бевме, значи 2007 Србија, значи се одржуваше континуирано дека Македонската крапска асоциација додека ги организираше натпреварите, имаше континуитет на одење на светските првенства. 2007 Белград, Србија, 2008 Јужна Африка, Јоханесбург, односно Плаунгхоф, 350 км од Јоханесбург, во Франција Казаубон, тоа е Јужна Франција близу границата со Шпанија, во Англија во Оксфорд, Витни, едно мало место од Оксфорд, значи
4 години, петата година се прекина, затоа што 2009 година беше, значи 2010 бев Англија. Значи 2011 се прекина, не отидовме како македонска репрезентација, немавме екипа. Меѓутоа Македонската крапска асоциација беше присутна на првенството во Италија. Ние бевме, да, јас бев со уште 4 наши членови, каде што бевме таму само како гости. Разговаравме со надлежните таму, или посочија само една работа ни кажа, имате или другите. Значи, борете се, мора да ги обедините сите, значи, крапски риболовци, да биде помасовно и, ако е потребно, формирете си и барајте од вашата држава посебна крапска федерација да има. Ако не можете да се сложите со една риболовна. Значи, тоа беше нивното кажување, не е моје кажување. Значи, ако не можеме да најдеме заеднички збор, ама треба да се дигнеме, треба потписи од сите клубови во Македонија. Значи, зошто сме незадоволни? Зошто? Тоа треба сега малку помош и од медиумите, од вас. Исто дебати на таа тема да се развива, значи разговор, барања, петиции. Сега тоа е. Сега ние ќе помогнеме како Македонска крапска асоциација. Сме се нафатиле да ги штитиме интересите на овој спорт. Значи и на индивидуалците и на клубовите. Колку е по прописи? 5 или 6 екипи? По меѓународната, значи, организација по ЦИПС, по сите стандарди на во крапскиот риболов, минимум за одржување на еден државен надпревар, значи во крап, потребни се 6 екипи. Колку е легално? Зошто е тоа така? Јас сега ќе ви кажам, зошто е тоа така? Ако збориме за овогодишнешна лига, воопшто не е регуларна. Ако некој се трзне и да пише писмо како е организирана наша крапска лига во Македонија, до надлежните до ЦИПС, ја мислам дека ќе им ја прогласат неважечка. Зошто? Ќе се прашат. Затоа што зошто го сменија кај нас законот за спорт? Убаво и децидно е кажано дека може да учествуваат во една лига само клубови, така? Епа, оваа година имаше уплати од приватни лица, така? Директно од физички лица. Прв прекршок на Македонската риболовна федерација, која што треба да не застапува, значи да го промовира спортскиот риболов во Македонија, прво таа го прекршува закон. Тоа е прва работа. Втора работа. 5 екипи пријавени. Наводно, јас со тврдење ви кажам да се трзнам сега како Македонска крапска асоциација, да поворам од Агенција Млади спорт, да изврши ревизија во Македонската риболовна федерација со уплатите во терминот кој што беше даден за учество за котизација, јас ќе ви кажам дека немаше 6 екипи пријавени. Тоа беше, значи, игра, манипулација, дека се пријавили 6 екипи, па во последниот момент, последните 3 минути, се откажала 6-та екипа, сега председателот донел самостојна одлука, никаде писмена, можеби сега ретроактивно да ја донесе да стават печат, и дека се одржува, да се одржи, значи, да може да се одржи надпреварот со 5 екипи.